Добар, убав и среќен ден, драги мои пријатели! Ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково, заедно со нашиот тим на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија. Верувам дека сите сте добри пред малите екрани, уживате со вашето кафе пред ручек и го чекате рецептот на денот, затоа што сега ќе ви кажам една прекрасна рецепта, многу стара, можеби и подзаборавена, но вас ќе ви даде идеја што да направите за денешниот ручек, затоа што сме и во терминот пред ручекот. Овдека ние уживаме во овој комплекс Златно буре Кучково, затоа што токму овде се заситуваат сите наши сетила, а да не зборувам што бонус го добиваме и свежиот и чистиот воздух, а сепак е недалеку од градот Скопје. Драги мои, денеска ќе ви направам дробеник. Дробеник е старо јадење, македонско, од источниот дел на Македонија, поточно од североисточниот дел на Македонија. Се прави со стар сув леб, затоа што порано нели меселе еднаш во неделата леб за цела недела, па веќе пред крајот на неделата кога завенува лебот, токму и така е настанат овој дробеник. За овој рецепт нас ќе ни биде потребно, но и само ова да потенцирам дека порано го правеле со свинска мас, но може и со обично масло или зејтин, што би рекле ние, да се направи. За овој рецепт дозата потребно 500 грама сув бајат леб. Ке ни треба 4-5 чешниња лук. Ке ни треба околу 1 литар врела вода, масло околу 2 децилитри, 50 грама сечкани ореви или мелени ореви, ќе ни треба триена сол со чубрика, со ноктец внатре, ќе ни треба буковец, една лажица супена црвен пипер и сол. Да преминеме на работа. Најпрво ќе го пресечам лебот или ќе го издробите. Значи можете и на рака да го издробите, затоа и се вика дробеник, затоа што се дроби вака на рака. Нели, како и попара што ќе правиме. За да биде барем приближно како оригиналниот рецепт, ние ќе го дробиме. Значи, колку биле умешни македонските жени, што успевале, ете, токму од ваков бајат леб да направат прекрасно јадење, што се вели да не може да се изнајаде семејството. Има некоја чудна магија во овие стари рецепти. Ке ставите масло, ке ставите црвен пипер, ке го принесете, да не може да застанат сите со јадење. Што чудо беше нашата традиционална кујна, навистина за почит. Значи, ова е од прилика четворица да седнат, убаво да се најадат. Дури ако го правите ова во текот на зимото, така натаму можете да ставите една сечкана, сува везена пиперка претходно, која што е добро подпечена, нели, не изгорена, туку знаете, она да се надува, што би се рекло. Да. Така се ми остана уште едното лепче. Ете така. Ова е баш бајат. И се знае дека овој дробеник се прави со бел леб. Нема да го има тој вкус доколку ставите интегрален леб, црн леб и така натаму, но не е ништо страшно, но оригиналниот вкус е токму со белиот леб. Ете така. Лебот ми е веќе подготвен и ќе земам во каленица со толчник
да го истолчам лукчето и ќе го помешам со малку сол. Ете, лебот ни е баш издробен. Еве го лукчето. И подгответе си едно тавче, затоа што ќе мора маслото да го загрееме, тоест да го зовриеме. Да го жижнеме овој дробеник. Душе, колку што има повеќе лук, оно толку ќе биде подобро. Ајде, јас ќе му ставам повеќе, еве 5-6 чешниња ќе му ставам. Мислам дека е ова доста, па и да не претерам. Малку сол. 1 прстофат, затоа што ќе ставам сол и во водата. Верувам дека и сите имате дома баш вакви каленици. Со толчник. Ова толчење на лукот не може ниту еден апарат од домаќинството да го замени. Нели најчесто кога брзаме, имаме она што е за пасирање на лукот, што се стиска како штипка. Но ова ми е некако најоригинално. Сега тука ќе ставам малку буковец, 1 прстофат. Еве, лукчето е готово. Ќе му ставам сега, врело е ова. Ќе му ставам малку вода. Ете така. За да можам полесно да го нанесам на лебот. И одозгора ќе му ставам 100 грама сирење, 150 грама сирење, колку и да имате толку. Ете така. После на крај ќе мешаме се. Ете така. Значи, во потребни состојки ќе ни треба и сирење за одозгора. Сега ќе ставам малку сол во водата. Така, ќе промешам да се стопи солта. Истурам врз лебот. Ова има да биде, што да ви кажувам, да се тепаме за уште една лажичка повеќе. Само мора добро да се промеша, за лукчето да влезе секаде. Ете така. Сега ќе го попарам со црвен пипер, че ќе го ставам маслото. Ова јадење си бара баш масло. Така, нека ми се загрее. Нека се загрее убаво маслото. Ќе попарам со запршката, нели, од врел зетин и црвен пипер, ќе наросам орев одозгора и ќе надробам сиренце. И направете го ова, па кажете ми дали ви се допаѓа или не. Ја мислам дека прстите ќе си ги излижете. Ете така.
Значи, мора да внимаваме да е добро загреано маслото. И веднаш, штом го ставиме црвениот пипер, веднаш врз лебот. Ајде да пробаме за сол. Одлично. Одлично. Ајде, така. Ајде сега да видам. Да го проверам маслото. Уште малку ќе му треба. Еве, веќе е пред крај, но ми се досетив, ќе му ставам не само црвен пипер, туку и буковец ќе му ставам. Да, и тој е убав кога ќе се подгори, вака ќе му го ставам, во запршката. Ете така. Сега го ставам и црвениот пипер. Еве го. Ете, сега ја направивме магијата на овој дробеник. Тоа е тоа. Еве, вадим еури горе, значи си крчка. И сега време, готово. Ако не ви се допаѓа ова, па дојдете да ми јавите. Ако ова не ви се допадне, ова е, значи, нешто фантазија. Па како замирисе на лукчето дека го жижнавме. Убавина. Сега ова кога ќе му го ставам и оревот, маслото ќе го снема, Ете така. Така. Сега го ставам оревот и оревот ќе прими. Порано имале ораси, имало дрвја, ореви, колку што ви душа сака. Ете така. Нека има орев. И сега ќе надробам малку сирење. Но, ако постите, приказната за ова јадење завршува до овде. Затоа што имаме леб, имаме вода, лук, буковец, масло. Значи, ако не постите, следува и ова. Затоа во потребните состојки не кажувам дека мора 100 грама сирење, туку, ако сте љубители и на сирењето, можете од озгора да го направите ова што јас сега го правам. Знаете ли која убавина е ова? Ова е магија на вкусови. Уште малку сиренце, а за позната верзија ви кажав, ќе завршите до наросувањето на оревот. Ете така, драги мои, нашиот дробеник е готов, а инаку сакам да ви кажам, во некои краеви на Источна Македонија, знаете ли како се вика ова? Ова јадење во некои села го вика тртеник. Се она што се дроби со раката се нарекува како подедно име тртеник. Ние го земавме името на дробеник затоа што нели се дроби и така натаму. Сега ќе го оставиме 15 минути да се излади, затоа што водата беше многу врела, што туку зовриена, и можете дури во ладилник да го ставите да се јаде ова ладно. Се гледаме на одјавата.
Драги мои, ова е вистинска привилегија еден дробеник да имате на трпезата. Толку ефтино јадење, а да не можеш да му се изнајадеш. Браво за македонската жена. Погледнете. Леле, сите го чекаат. Ова убавина не се испушта, направете и уживајте во вкусот. Ве молам, сликајте и испратете ни фотографии. Ако сте јаделе нешто поубаво, пате еве. Леле. Боже мили, каков вкус. Ова е незаборавно нешто. Една тава за еден човек, така рачунајте. Леле, каков рецепт, каков специјалитет. Значи, секоја чест. Ова ни на никој, ни на крајот на светот не би му текнало од стар и сув леб да направи вакво јадење. Само на македончето. Да сме здрави и живи сите, и ние, и вие, да се среќаваме секој работен ден во истото време. Но да ви кажам, и сабота и недела, додека не работиме, верувајте дека јас сум повторно со вас, затоа што тогаш истражувам, соработувам, си пишувам со многу од вас, кои што ми давате вакви рецепти. Многу бескрајно сум ви благодарна, затоа што преку нашата емисија ние ги споделуваме и стигнуваат до сите вас. Драги мои, знаете како велат? Само несреќата, лошото, злото се знае. А за жал, само убавината и добрината остануваат во тајност. За жал, треба сите заедно да се трудиме да го промениме тоа. Довидување, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. И како чинам, сега ве гледам како уживате во ова јадење. Довидување.